Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов на маргините на лидерската конференција за климата КОП-21 што се одржува во Париз имал средба со председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама, пренесува дописникот на МИА. Како што информира представниците на кабинетот на Иванов, двајцата председатели разговарале за интеграциите на Македонија во НАТО. Иванов при тоа истакнал дека ситуацијата со Македонија се уште е статус кво и дека нема никаква статусна промена во однос на НАТО и оти Македонија треба веднаш да стане полноправна членка на НАТО. Иванов самитот во Париз го искористил и за средба со германската канцеларка Ангела Меркел, јавува дописникот на МИА. Соговорниците размениле мислења за актуелната мигрантска криза, безбедносните предизвици и состојбата со европската интеграција на Македонија. Канцеларката Меркел го известила председателот Иванов за исходот од вчерашниот самит Европска унија Турција. Иванов од своја страна ја запознал канцеларката Меркел со мерките што Македонија ги презема за справување со ситуацијата и посебно укажа на фактот што се уште нема ништо од ветената европска помош за македонските институции. А председателот Иванов денеска учествува на отворањето на 21-иот самит за климатски промени КОП-21 во Париз, кој ќе трае до 11 декември. Иванов ќе се обрати на главната сесија на лидерскиот сегмент на самитот за климатски промени, а во агендата на самитот е и присуство на работниот ручек кој го приредува председателот на Француската република Франсуа Оланд и министерот за надворешни работи на Француската република Лорен Фабиус. На самитот на климатски промени своето учество го потврдија околу 150 шефови на држави и влади од целиот свет. Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите денеска апелираше до надлежните институции ургентно да го донесат законот за јавно обвинителска служба, неопходен за работа на ова јавно обвинителство. Од обвинителството истовремено апелираат секој кој поседува материјали од незаконско следење комуникации да им достави известување. Купно 10.750 работни места во 5.200 приватни компании се отворија изминатава година преку мерката за вработување млади до 29 години, рече Диме Спасов од Министерството за труд и социјална политика по посетата на приватната штипска компанија KitGo. Токму оваа компанија, истакна Спасов, со вработени 151 младо лице е успешен пример за искористување на владината мерка која предвидува една година ослободување од социјалните придонеси и персонален данок, како и дополнително уште една година обврска за задржување на младите на работа. Државата денеска треба да исплати нова тура субвенции во износ од 8,5 милиони евра. Како што најави премиерот Никола Груевски вчера, ќе бидат опфатени 16.000 земјоделци. Средствата се наменети за 6.000 млекопроизводители и 10.000 се од делот полјоделство. Исплатата треба да заврши за 2 до 3 недели. Дизелот и екстралесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар, а цената на бензините останува непроменета. Според одлуката на регулаторната комисија за енергетика, новата цена на дизелот ќе изнесе од 48,50 денари за литар, а на екстралесното масло за домаќинство 37,50 денари. Во меѓувреме продолжува вербалната битка меѓу Анкара и Москва, иницирана од соборувањето на рускиот воен авион Су-24. Денеска шефот на владата на најголемата по територија држава во светот, Дмитрий Медведев, ја коментираше позицијата на турскиот колега Ахмет Давутоглу како чудна. Лидерот на органот на извршната власт во Анкара го повтори ставот на председателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган дека неговата земја нема да се извини поради урнатиот руски воен авион и смртта на двајцата војници.